Орелски крилја как да си метнам и во Радожда да си прелетнам. Добро, не е баш како кај Миладинов, но вистината е таа. Радожда, радождани, каде и да се, не го забораваат. Одат, се враќаат, навраќаат и остануваат. Да, Радожда под пазувите на Јабланица, под горостасната карпа надвисната над селото, а во неа Пештерската црква, како нем и жив сведок за колективното паметење на овој народ. Радожда е живо село, без иселување, со деца за радост, од искона, а уште повеќе во денешницава, кога ќе се спомене Радожда, веднаш помислувате на рибарско село. Да, било и денес е, но се помалку. И како да тече приказната за ова преубаво село? Па се знае, со рибата и рибарите. Ама веднаш да признаеме, не ни се погоди денот. Ако има денови уште, и за нас, и за рибарите, и нивната рибарска среќа. Денес уловот не е сјаен од причина што условите ги гледате какви се во езерото. Многу мал број на рибари беа на лов, така да денешниот лов е послабо споредба со претходните денови. Во моментов сум раководител на подрачнава единица во Радожда. Кај мене се вработени 10 рибари. Ловиме сите видови на риба, во зависност од тоа која риба кога е дозволена за лов, според законот за рибарство. Договорот е на 6 години концесија подпишан. До сега работиме, ова ние трета година, веќе почнаме четврта, еден месец. Со рибарите како се работува? Со рибарите, соработката е добра, инаку добре. Тука шли сте, се знаете сите? Апсолутно, да, сите работени рибари, 10 се радождани, од тоа екзистираат, така да... И ти си радожданец? И јас сум радожданец, со се опинци, што би се рекло и од татко и од мајка. Од дедо, прадедо. Така да соработувате, а и сте и помши, роднини, пријатели? Па со некои од вработените и да. Со некои од вработените сме и роднини, со некои не, така. Тежок е рибарскиот занает. Кој не влечел мрежи од езерската шир и кој не плетел и крпел мрежи, не знае. Овој старец знае, многу знае. Во 70 сум влезен. И 7 или една? 71. Во 70 сум влезен. Во моментот му помагам на деца, му крпам мрежи, пошто тие многу слабо не да и работат. И ја од време му ги работам, зато тие и не прифатат. А одет на риболов, двајца имам. Во риболов, а ни еден не да работи. Само везеро може да работи. А овде... Па што не ги научиш? А? Што не ги научиш? Ако ти имаш маша, не гориш рацете. Тоа е. Имаш маша, не ошти на огно. И така се моите деца. И му викам ја вака. Кој ќе умра, ја што мислите овие мрежи вака, што се дерпет по езеро, кој Господ ќе и работа? Здрави. А не е едноставно да се крпи. Не, каквити немој секој. Нема шанса. Ти ове, како што е плетено овдека, да го направиш. Треба мозок мало и учење. Не е така. Цел живот си во вода, а? Па да ти кажа, 27 години, а порано кога бе дете мало, мислам, под 15 години отидов на печалба. Прво во Ваљево, после во Белград и така. Биден со Сарајево, Зеница, таму, во Југославија, мислам. Добро, зошто сите мислат дека Радожда се сите рибари, а вие сте и добри зидари? Не се сите рибари, овде имат рибари, негде 18 фамилии. Другите се сите мајстори по Чекословачка, по Германија, ама сега послабо. Имаше риба? Риба имаше, не да имаше, него преимаше. Беше времето такво, даваше Господ од сите страни. Сега? Сега нема. Сега, откако почне овие суседиве
од ке нас албанциве да работат тие. Нас не беше таму нивното место гнездо за риба. Риби таму не смеше чамес да турниш во везеро да работаш ако не ти нареди, например, државата. За државата, а овде ми работел, имавме стопанство. И си работел во стопанство и си носиш, например, ако све со наши алати. Ама ни даве некој процент на мрежите што ги купивме. Ние ни даве поголема цена да ни исплачат платата. И така одеше работата. Имало риба некогаш. Толку многу страв да те фати. Особено во мрестот. Од брегот да ги ловиш. Ама сега еве. Но добро е што барем се настојува да се регулира ловот. Колку, толку. Да, од наша страна. Колку, толку. Од другата е проблемот. Изловување без аршин или по турски да се нема дерман. Но тоа е посебна приказна. А знаете ли дека Радождани, освен што се прочуени рибари, се уште подобри мајстори, зидари и особено фасадери. Јас бев шофер, па бев мајстор, па шофер, па мајстор. Мајстор во пензија. А од кого учиш? Од дедо ми си учев, својата фамилија. Зашо викаат сите вевчанци биле добри мајстори во Радожда има? Подобри има во Радожда, вевчанци се фалят многу. Од секоја се фалат вевчанци. Така да ние си пцуевме мајка ден со еден на фасада. Кај имаш работено? Јас имам Чехословачка 11 години и 30 години возев автобус. Сите ве возев вас. Цела Македонија ја возев јас. И по Франција, и по Германија, и по Маđарска, по Румунија, носев групи, играрни, ова, се. Занатот пред това го знаев. Треба да учи се. Се отидов на инвалидска пензија, има висок притисок. И затоа се со молба ме натера градим да го направам, а иначе не може. А има и по Војводина ваша? Има и по Војводина, по Белград, има уште Чехословачка, брат ми е у Чехословачка, сите. Секаде не има. Тука е селото мој Радожда, што во него се крстев и ден денес се крстав, ама ги нема тие времења што беа. Уф, ке заборавевме. Радожда е посакувана дестинација за сите туристи. Тоа е и туристичко место, особено за љубителите на македонските специјалитети и рибата. Го знаат тоа особено холанѓаните, нашите традиционални гости. Радождани имаат корист од хотелските туристи. Доаѓаат во селото, јадат, трошат, се сликаат, но и хотелот и жителите имаат уште еден заеднички интерес. Можам со задоволство да ви кажам дека едни од највредните работници се баш моите комши Радождани. И со години ги имам истите вработени кои доприноса за подобриот квалитет на услугите и односот спрема гостите. 99% ви се странци и тие имаат специфични и барања, нели? Да, тоа е точно дека тие има своји специфични барања, но и понудата ние која ја нудиме, исто со свежите артикли и свежиот зарзават и овоштието кое го имаме покрај пазарот, Струшки пазар и од Радожда во моментите кога треба да ги услужиме гостите се апсолутно на највисоко ниво. Ние клиентелата ни е од 80 до 90% странска клиентела, од гости од Бенелукс, Белгија, Холандија и Луксембург. Меѓутоа, од ова година почнуваме и со нови дестинации, што значи дека во игра влегуваат една од најголемите туристички турооператори, тоа е Томас Кук, Некерман и Сага. Со Радожда најнормално ќе се интензивираат работите и се надеваме дека и до година ќе имаме и поголем прилив на гости, со тоа да и понудата од Радожда ќе ни биде побогата. Ако така требит, се вели по Струшки, наши сме си. Сонја, угостител од кога знае за себе. Вредна, со трите деца и сопругот Градо, така го знаат сите. Обстојува со години. И кога била лоша сезоната и добра.
Ерле работа. Фала. Што работите? Спремаме расад за пролетно цвеќе, За каде? за во ресторантот. А ова ваше? Ова овде вака што го гледате све е наше, а имаме и горен дел, таму ни е за во зима, а ова ни е за во лето, овде седнуваат гостите во лето. Колку години работите во туризмот? Па 25 години. Не е малце. Ваше. Да, лично наше. Кој се работи? Фамилиарен бизнис ни е ова. 4 члена од семејството сме, јас, маш ми и децата. Колку деца? Моментално имаме 2 со нас, едната ни е мажена, 3 черки имаме. Браво. Каде е мажена? Мажената е во Охрид и 2 внучиња имаме од низе, едно машко, едно женско. Тие си живеат посебен живот, ние тука останавме да си го продолжиме бизнисот. Благодете да си има 3 деца, па и повеќе. Многу голем благодет. Кога би можеле и повеќе, подобро е. Задоволно си од децата? Децата ни се феноменални. Двете се дипломирани, третата ни е во Скопје на филолошки факултет. Се надеваме и таа на скоро време ќе дипломира. Ви помагат многу. Многу. Работат заедно со нас. Може би и повеќе и од нас работат во моментот. Ова ни е средната черка која е дипломирана на туризам во Охрид и се надеваме ќе го продолжи бизнисот. Тече приказната, ама поента мора да има. Кој е Радожда, од кога е, како постанала, зошто токму Радожда? Прв пат Радожда се спомнува во Душановата повелба 1342-1345 година под името старословенското име Радобужда. Се смета дека Радожда настанало од женското име Рада. Биле 3 сестри и се договориле сите 3 сестри, трите блиски села на Радожда да се викат со имењата на сестрите. Едната се викала Рада Радожда, Калина Калишта, Радмила Радолишта. Довидување од некое друго од убавите села на родината ни Македонија, во духот на Миладиновци, нели?